Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме поширани круши во сосот путер и цимет. Ако сте во потрага по едноставен, ефтин, но отмен десерт за да ги импресионирате пријателите, тогаш овој рецепт е за вас. Пошираното овоше е секогаш пријатно, а во оваа прилика ќе ги споиме крушите со прекрасен богат сосот путер и цимет. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 2 големи круши, 1 стапче цимет, 50 грама ванилин шеќер, 1 литар вода, 100 грама путер, 1 супена лажица цимет во прав и нане за декорација. Прво ќе ги излупиме крушите. Ќе ги оставиме рачките на врвовите заради сервирањето подоцна. За сега само излупете ги крушите од долу до горе. Срцевините ќе ги отстраниме подоцна. Повторете ја постапката и за втората круша. Ако имате повеќе време помеѓу лупењето и поширањето, тогаш треба да ги прелиете крушите со лимонов сок за да не потемнат. Белите круши се најдобри за овој рецепт затоа што се во контраст со сосот од цимет. Време е за поширање. Загрејте ја водата во тава и ставете ги лентата цимет и шеќерот пред да ги ставите и крушите. Крушите ќе го попримат вкусот од циметот, а за овој рецепт користиме ванилин шеќер кој дава побогат вкус. Поширајте ги крушите на средно силен оган околу 15 до 20 минути. Не сакаме течноста пребрзо да зоврие, зашто сакаме бавно да ги пошираме крушите, а пребрзото зовривање ќе значи губење премногу течност. Повремено превртувајте ги крушите и со допир проверувајте дали омекнуваат. Во меѓувреме ќе го приготвиме сосот од путер и цимет. Едноставно земете го путерот затоплен на собна температура и во него ставете го циметот во прав и малку ванилин шеќер. Мешајте ја смесата со вилушка додека вкусовите не се соединат. Извадете ги крушите од течноста за поширање кога ќе се зготват и оставете ги да се изладат пред да ги извадите срцевините. Кога ќе се изладат, земете мал остар нож и отстранете ги срцевините од сите круши. Земете ја малата делимано тава за пржење и загрејте ја на тивок оган. Сакаме да го растопиме сосот од путер и цимет на тивок оган пред да го сервираме со крушите. Време е за сервирање. Земете едноставна, но елегантна чинија и сервирајте 2 половинки од круша во чинијата, а потоа со лажица прелите го овошјето со сосот. Празнините од срцевината убаво наполнете ги со сос и на крајот украсете со малку нане. Ова е десерт кој изгледа одлично и за негова подготовка се потребни многу малку време и пари. Ова е релативно здрав рецепт и можете да го користите секое свежо овоше што ви е достапно. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!